Православните христијани, чии цркви го користат јулијанскиот календар, вечер ќе ја пречекаат православната нова година, која почнува утре на празникот Василица. Традицијата подразбира месење комат, во кој се става паричка, бидејќи се верува дека на оној на кој ќе му се падне паричката, ќе го следи среќа во текот на целата година. Некои подготвуваат дома, а многумина и прават нарачки во пекарите. Утрово се упативме во една од нив, за да доловиме како се подготвува традиционалниот рецепт. Оттаму велат дека побарувачката секоја година е голема, но годинава заради пандемијата ги нема нарачките од рестораните кои на 13 јануари секогаш организирале дочек. Претежно секоја година, дури се случува некогаш и да биде многу голема побарувачката и да се враќаат одредени. Гледаме да нема такви случаи, зашто сепак денот е таков, муштериите мора да ги услужиме, се случува некогаш да има малце каснење, но мислам дека најдуваме на разбирање. На 13 најчесто нарачки правеле рестораните кај што има прослави, затоа што нели се дочекува вечерта Стара Нова година, а за дома нарачуваат на 14. Годинава нема, значи нема за на 13, зашто нема ради ситуацијата со короната што е, нема нарачки, нема прослави да има. Претежно се за на 14 за дома да се обележи традицијата во домашни услови. Зависи од муштериите, некој сака да биде колпите, некој сака да биде стандардна бурек тепсија. Зависи од самите муштери. Утре на 14 јануари православните верници го слават споменот на Свети Василий Велики. Бил многу популарен меѓу народот и лесно ги придобивал луѓето за христијанската вера, поради што бил наречен Втор Павле. Умрел на 14 јануари 378 година. Среќни празници, среќни новогодишни, божични празници, да помине ситуацијава што побрзо се вратиме во нормала и ви посакуваме се најдобро.